Разбирам. Пријатно. Пријатно. Кај повирас дојде, тој не е дома, јас одам да купам инфузија. Доста беше твоето изненадување за денес. Какво изненадување? Велам за подарокот што го остави за отворањето на хотелот. Поради тебе нема да добиеме лиценца. Нема да добиете лиценца. Не ми се верува. Идил која глуми наивност и Хазиран која се труди да ја каже вистината. На вистина вака ли ке глумиме од сега? Тоа не ми се допаѓа. Никој не сме вака да зборува, не сум навикната. Така ли? Тогаш да го подигнам тонот малку повисоко. Ти ги стави тие лебарки, Идил! Немам време да ги слушам овие глупави зборови. До гледање. Да му кажам на Појрас нема да ми верува. Бидејќи многу те цени. Мисли дека и ти го цениш него. Многу го ценам. Вака ли го цениш? Без да му дозволиш да започне нов бизнис? Навистина сум обвинета со голема клевета. И ти и јас многу добро знаеме дека ова не е клевета. Види, ако не се отвори тој хотел, нема да бидам само јас оштетена. Појрас не ке може да го плати кредитот, ке ги изгуби земјиштето и куќата на неговата стара и болна баба. Дали си свесна колку зло му нанесуваш? Ало? Од станица се јавувате? Ѓоркем ли? Како така? За истиот Ѓоркем ли зборуваме ние? Јас дојдов, баба. Не ми се одеше во хотелот. Толку труд, толку надеж, се ќе одлета во воздух. Не се откажувам. Не се откажувам, ама ете, ништо не можам да правам. И Хазиран нема да се откаже, знам. Изгледа тај не е тврдоглавиот човек што сум го видел на овој свет. Ти како ги викаше таквите? Вештерка. Ама сладка вештерка. Многу сакам да ја запознаеш, бабо. Камо да се разбудиш пред да замине. Ви благодарам, господине полицаец. Дојди ваму, дојди. Дојди, го слушна началникот, ако уште еднаш те пријави некој... Немојте така, блиц сред бел ден, Хазиран избркај ги новинарите. Ѓоркем душо, всушност имаш очила за сонце, ама... Сепак сонцето ти удира директно во очи, што бараат новинари на островот. Дај ми ги ваму. Добро, Ѓоркем, што направи ти? Што направив? Ме претворија поради сакање, ми пресудија за другарство, разбра? Леже во занданата на осаменоста. Ти не знаеш, ова било многу убаво. Ти благодарам многу. Претерува. Го сместиле во една просторија во станицата. А претерувам, така? Претеруваш, да. Разбирам, да. Дај Боже, Идил да те пријави за напад и да видиш што претерав и јас тука. Што збориш? Зарем ја нападна Идил?
Бириджик, смири се, не Бириджик, не. Што е? Да не се исплаши, а? Зошто да се плашам? Отидов и кажав во лице да знае дека знам за незиното злодело, ете. Значи ќе му кажеш на Појрас. Не. И да му кажам, нема да ми верува. Тој им верува на своите блиски. Појрас па Појрас, Појрас па Појрас. Слобода, многу ме недостигаше. Многу го жалам, Појрас, да знаеш. Тој кон сите е лојален, искрен, доверлив, ама луѓето на кои им верува не го заслужуваат тоа. Ниту Хакан, ниту пак Идил. И јас не ја заслужувам неговата доверба. И јас сум виновна исто како и тие. Немој да се споредуваш со нив, те молам. Ти барем се каеш. Се трудиш да ја исправиш грешката што ја направи. И покрај се, понекогаш жал ми е што не е заинтересиран за мене, ама кога ќе ми текне на мојата тајна си велам, подобро што не е. На вистина не е заинтересиран. Не. И не може да биде, ете, и да е, ние со него ќе бидеме како дрвото сакура. Дрвото сакура? Нели, цветињата му се многу убави, ама од друга страна, Девојки, дајте донација за овој осуденик мајкино. Бириджик, среди ти. Добро, јас ке средам. Колку е убаво, Бириджик. Многу убаво. Вака. Има ли друго од ова? Ме гуши. Мелиса, мила, нема ли сода вода кај тебе во сладкарницата? Повкусна е кога е без пари, Алпера. Со лесна бато, Алпер. Благодариме. Тебе не ти реков. Слушај, немој веднаш да леташ на доблаци. Не беше таму Садик? Му реков да поседи малку. Ха, земи си чирак. Ке ти олесни како мене. Нема уште еден атеш. Нехир, зошто те игнорира? Не ме игнорира. Девојката буквално ме мрази во овој миг. Малку. Ама и ти оди извини се. Се извинив, бато Алпер. Дојди, Идил. Дојде за инфузијата, нели? Ти зошто не си во хотелот? Остави. Изгледа лошо поминало со инспекцијата. Па, малку е да се каже лошо. Буквално се закопавме. Жал ми е. Не ми е јасно како може се да оди наопаку. Токму кога имам надеж, кога велам најдов решение, хоп, се судрувам со друг дете. Дали пак аплицираше за лиценца? Аплицирав. Но нема да дојдат пред концертот. Изгледа ние ќе бидеме единствената фирма која пропаднала на отварање. Се ближи ратата на кредитот. Не се зборувам, вака и тебе те растажив. Инфузијата е во собата на баба ми. Во стариот плакар на тетка Алија, знам. Тогаш оваа должена да биде. Убаво.
Ах, Латив душо, многу се извинувам, те боли многу? Не е важно, ништо не е. Сушност денес не треба да држам игла и ножици во рака, ама ете. Зошто, што се случи? Имавме мала расправија со сестра ми, од сношти немам ум во главата. Зейнеп ли се јави? Не се јави. Добре, деде. Добре бе, најдов. Ти земав мерка, кога ќе завршам ќе јавам на идол да го земе. Добро. После двајцата на само, ќе зборуваме за таа тема. Добро. Која е таа тема, а? Да знаеме и ние. Не ли бевме транспарентна општина? Господе Боже, ние не смееме ли да имаме приватен живот скриен од граѓаните, а? Пријатно. Пријатно. Донесов 4-5 кошили и копчињата за скинати. О, овие се многу пропастени. Гребаат моите пациенти. И тоа е точно. Тато! Ајде со среќа не се отвара хотелот. Да, тато, токму за тоа сакав да зборуваме. Појраз пак аплицира за лиценца. Ќе може да ја забршаш процедурата? Керко, нели ти сакаше хотелот да не се отвори и Хазиран да си Да, оди? сакам да си оди, ама не вака. Појраз да не биде оштетен. Ама и ти еден ден кажуваш едно, друг ден кажуваш друго. Те молам, тато, забрзај ја процедурата, те молам. Добро. Сакате друго нешто? Не благодарам. Сладкарницава воопшто не се променила. Иста е како во моето детство. Изгледа зборувате за времето кога татко ми работеше. Нервозниот Исмет. Така го викаа татко ти. Тука времето како да застанало. Страшно. Зейнеп? Латив? Ти? На островов? Не е нормална. Нема долго да останам. Како си? Добро. Ти како си? Добро бев пред да дојдам овде. Се гледаме. Тато, Керко? зошто се изненади стара познаничка? Стара познаничка. Ова, некој кој мислев дека никогаш нема да се врати овде. Мајката на Хазиран. Ќе се видиме, Мелиса. Ќе се видиме. Јас ќе продолжам со работите околу ревизијата, ти среди го тоа. Немој да ми наредуваш како шеф на операција. Јас ќе ја пречекам екипата на Бурај во ред. И јас тоа сакав да кажам. Прво сослушаме, може? Ама кога зборуваш така како да наредуваш. Види го, пак го има тој израз на лицето. Кој израз на лицето го имам? Израз кој вели, Боже, дај ми трпение. Ама ме тераш на тоа. Ако толку ти одам на нерви, тогаш зошто инсистираше да работиш со мене? Тогаш и јас да го поставам истото прашање. Штом толку те нервирам, зошто остана на островот? Мајка ми. Утре ке се најдеме. Како и да е, нема сега да мислам на неа. Колку е убаво што општината ја забрза процедурата. Животот ми го спаси. Направив торта, време е за славење. Колку убаво. Освен мене на островот имало уште еден љубител на забави. Што славиме? За лиценцата. Штом си слушнала за утрешната ревизија, сигурно рано наутро ќе го посетиш хотелот, нели? Само не знам утре што ќе ни донесеш за подарок. Каков подарок? Не знам, изгледа Хазиран ме испомеша со друг. Освен тоа не слушнав за ревизијата, лично отидов кај татко ми и го замолив вашата молба да ја стави прва. Тој прифати, нека е жив и здрав. Не требаше да го правиш тоа. Ќе правам, ако треба ќе правам. Па што, вилушки да донесам, има чај? Има. Ти седи, јас ќе донесам се. Добро.
Колку убаво. Прво саботажа, а сега исправка, така Идил? Јас ништо не направив. А сега му помагам на Појрас. Немој ништо друго да мислиш. Благодарам. На здравје. Овој пат пробав друг рецепт, да видиме дали ќе ти се допадне. Бога ми убаво изгледа. Еднаш направив чизкейк за тетка Алија, се сеќаваш? Како да заборавам? Рече ми давате да јадам сирење со шеќер, нели? Да, ама на крај го изеде, нели? Да не го фрлевте во ѓубре откако заминав, кажи искрено. Подобро да не ти ја кажам вистината. Ќе ми кажеш ли, Појрас, те молам, го фрливте? Не, реков, не ти кажувам. Многу си лош, Појрас. А ти си многу љубопитна. А да завршивме со поделбата на задачите? Секако, секако. Ама прво да ја пробаме тортата. Не стави флешници. Знам дека не сакаш лешници. Значи не си заборавила? Не заборавам, затоа што Појрас ти еднаш се отри од лешници, се сеќаваш? Од твојата роденденска торта и тоа не го А, заборавив. не, погрешно си запаметил. Не Тетка беше на Алија? мојот роден ден, туку на Мелиса. Идил, не се надпреварувај со мојата меморија. Твоја беше тортата. Каде застанавме ние? Подобро нека остане вака. Подобро вечерва да разговараме. Може? Го слушаш гласот на Идил? Секако дека го слушаш, Да, бидејќи да. црцори како Така е, птица. Појрас. Сега испадна дека е ангел, чувар на Појрас. Значи јас немам право да зборувам за неа. И јас сум во иста ситуација. Го уништив животот на Појрас. А сега се трудам да го поправам. Ама јас не користев тактика, бидејќи навистина се каам длабоко во моето срце. Нема да ја пробаш тортата? Не. Ти сама ли ја остави Идил? Се загрижив кога така тивко влезе внатре. Се случи нешто? Не. Значи толку искрено и сладко се изборувавте што се чувствував како да сум вишок. Затоа не можеше да седиш со нас и влезе внатре, така? Не, каква врска има? Зошто да бегам? Си одев и сакав да се поздравам со тетка Алија пред да одам. Сега и велам до гледање и си одам. До гледање, тетка Алија. Се занимаваш со фотографија? Не може да се каже дека се занимавам. Туку повремено сликам кога сакам. Дознав уште нешто во врска со тебе. Нормално, не можам да се надпреварувам со Идил. И нема потреба да се надпреваруваш со неја. Појрас, ајде чајот се олади. Не се, јас одам. Имајте убава вечер. Хазиран? Се гледаме. Ау. Ти уште не си отидена? Не, морам да го завршам здолништето до утре. Ако не го завршиш, жената ќе умре од мака, нели?
E pa Gjorhem ne palja na tije fori, da znaš. Ne odiš doma zaradi Zeynep? Ajde, isturi se, zboruvaj. Otvori ги сите карти. Може би и моето срце ке се олади. Не, јас не озборувам никого зад грб, срамота е. А ме споменува ли мене господјата Zeynep? А? Дали ноќен сон вели Gjorhem? Gjorhem и го блада моето име. Сестра ми е малку од нас дољубива. Малку? Камилата нема таков гнев. Нели? Ама ете, сепак јас ја сакам. Таа ми е best friend. Мојот летен сингл. Што? Остани така. Остани така. Не мрдај. Дај ми малку профил. И малку подотвори ја устата. Ај, иста Zeynep. Сега гледај наспроти тебе. Како Zeynep. Таму има една маса, седи еден пар. За жената велиш исто како Zeynep. Како што вели таа, нели? Селска убавица. Салонки облекла под фармерки. Селска лепотица салонки облекла под фармерки, бе. Малку поживо, да, малку. Селска лепотица салонки облекла под фармерки, бе. А мисли дека има стил, проста видија. Видија како изгледа. Добра ноќ. Излегов да фрлам ѓубре, ете знаете, живот во природа, тука нема куќен совет како по зградите, сами си ги вршиме сите работи, нека живее животот во природа. Вратата ми се затвори. А имаш ли клуч? Не, имам, не сум толку невнимателна да излезам без клуч. Тогаш добра ноќ. Добра ноќ. Што ќе правам сега? Добро е што не те поправив тебе. Сега треба да се отвориш. Мора да се отвориш. Ајде. Ало? Од тука до куќата на Идил треба 10 минути во ред, 1 минута треба за добра ноќ и тебе добра ноќ, пак 10 минути за враќање, требаше да биде овде за 21 минута. Хазиран, зборуваш како математички проблем. Јас и на школу не можев да ги решам. Појрас отиде Идил да ја однесе дома и поминаа 27 минути и уште не се врати. Да не отидоа да пијат кафе некаде покрај море, што велиш? Љубоморна си? Не, никако. Каква врска има? Криво ми е што Појрас им верува на лагите на Идил, толку. Се врати. Чека, исклучувам. Само онака ти се јави. Хајде, бај. Хазиран, слушај. Немој веднаш да леташ над облаци. Сега зборуваш исто како Појрас. Јас не летам во ред, особено за човек кој не покажува никаков интерес за мене.
Добро утро. Велите дека луѓето од градот се поспани, но ти се будиш после мене. Денес навистина си подранила. Заарно да е? Јас ги живеам сите минути од денот, значи 24 часа. Нели требаше да се најдам со мајка ми пред да го пречекам Бурај, затоа реков да истрчам неколку километри пред да се видам со неа, да се изморам за да немам енергија да се карам. Навистина имате чуден однос со мајка ти. Денес треба да ја средиме работата со фотографиите, значи тие за веб страницата. Јас... Немој да кажеш не се разбирам, бидејќи знам дека многу добро се разбираш. Го гледаш овој дел? Вака се тресе. За кратко време тој дел ќе ти виси и ќе ти станат како крилја. Што? Не. Што е? Види. Итно ми треба тренинг со тегови. Зошто бе? Само што ме виде мајка и на Хазиран, рече дека мускулите на моите раци има шанси да висат. Види, кога вежбам со соларникот како се тресе, гледаш? Не ја слушај, не ама Мелиса. Тетка ми има радар за деморализирање. Добро утро. Немаше потреба да се јавиш. И онака местово е мало, како и да е, ќе се сретнеме. Се зачудив кога рече плоштад. Подолу има модерни кафулиња. Тие се за туристи. Јас не сум турист. Што им направи на девојките? Што им направи што ги исплаши и сега така стојат натре? Монструм ли сум јас? Мелиса? Може да добијам едно горко кафе? Секако, веднаш. А што правиш ти со теглите, а? Ништо. Значи, имаш надеж дека тој мувлосан хотел ќе ги плати долговите? Мислев дека си поинтелигентна. Тој мувлосан хотел ќе стане прочуен, мамо. Остави же ти Господ. Ништо не може да биде прочуено на Крлан ги чадаси. Тетка ти ги вметна овие глупави идеи во твојата глава? Каква врска има, мамо? И тетка ми е најдобронамерната личност со чисто срце што сум ја видела на светот. И таа многу се плаши да се меша во туѓи работи. Обожава да глуми жртва. Повелете. Ти благодарам. Имаш флека на маицата. Нема да ме се извиниш. Се извинувам што те излажав. Ама ти ме присили на тоа, да ти кажев дека доаѓам на островот да работам. Ќе направев скандал. Ете, гледаш, мамо? Го гледаш овој мал плоштад? Моето детство, мојата прва младост, се ми помина овде. Колку сладко и мало место. Ама после некое време тој мал град те прави и тебе се помал и помал. Со ништата ти ги смалува, визијата ти се смалува, те притиска. Јас го забележав тоа и избегав од тука. Откако победи на конкурсот за дизајн, го знам тоа, мамо. Сега си ти во иста опасност. Се мачам за нешто, мамо. Правам се за да успеам и навистина ми треба тој успех, разбираш ли, ми треба. Поред, ќе најдеме друго решение. Ако треба куќата ќе ја продадеме. Јас дојдов да те вратам дома. Сега ли ти текна да ме носиш дома? Каде беше пред многу години, а?
Се сеќаваш кога ме испрати во интернат? Ете тогаш, јас секој ден чекав мајка ми да дојде и да ме однесе дома. Каде беше тогаш? Самата сакаше да одиш во интернатот? Бидејќи мислев дека не ме сакаш дома. Што? Зошто се чудиш? Јас, додека тагував по татко ти без да ми кажеш влеза на тој испит, ми кажа само 2 дена пред да тргнеш на пат. Значи јас не те напуштив тебе, разбираш? Ти ме напушти мене. Затоа што не ме гледаше. Ти додека тагуваше по машти, мене ме заборави. Ама тој и мене ми беше татко во ред и јас тагував и мене ми требаше некој да ме теши. Кирко, зошто порано не си ми го кажала ова? Бидејќи сакав да ме разбереш без да ти кажам. Не се во ред. Тоа веќе помина. Остана во минатото. Ние да гледаме напред. Во ред. Јас тука имам една работа да завршам и долгови да ги платам. Во ред, мамо? Ќе најдеме решение. Ти ветувам дека ќе најдеме решение. Нема да те зграпчат островов и тетка, ти разбираш? Не може да ме зграпчат, мамо. Јас ќе ги зграпчам, во ред? Ти денес врати се во Истанбул. Јас тука имам работа, никаде не одам. Ете го тој чуден израз на лицето. Спокоен како островјаните. Што има лошо во тоа? Островот почнал да те освојува. И јас нема да се вратам, нема да те оставам. Заедно ќе се вратиме дома. Да, заедно. Постои терапија со музика, Батофати. Тоа е за луѓе. Ако си многу влюбен, си пушташ музика и ја прочистуваш душата. Да ти направам јас една добра плейлиста и да ја пушташ во клиниката? Не треба да пробаме. Многу ме интересира кои старомодни песни ќе ги пуштиш. Како си, Батофати? Добро, Нехир, ти како си? Јас сум добра. Нехир! Дада Бириджик! Како си? Добра сум. Ти како си? Јас сум добра, благодарам. Многу ми беше здодевно сама на плажа, како да сум во некој уметнички филм. Ајде, прави ми друштво. Многу би сакала Дада Бириджик, ама прости ми. Почна новата сезона на мојата серија, ќе одам да ја гледам. Тогаш оди гледај си. Девојче, немој лево десно да кажуваш мерт, слуша старомодни песни. Имаш среќа што си пожелател на Били, тоа те спасува. Били? Били Елиш? Да. Не ми се верува. Бев на незин концерт во Рим. Не. Многу беше убаво, навистина беше многу забавно. Нели би било одлично да имаш оригинална мајца од незиниот концерт? Не, јас не сум незин фангрл. Нехир слуша само бендови кои никој не ги знае. Ги купи стикерите. Не бе, немало карго за кај нас. Не се, јас одам. Ве бакнувам, се гледаме. До гледање. Бај, бај. Што му е на чичита да Ѓулшен? Утрово не појадуваше. Ајде сега, кажувај, кои се тие стикери што сака да ги купи Нехир? Има една група што таа ја слуша. Ѓоркен, Душо. Слушај, Душо моја, јас и појрас имаме работа, ти ќе го пречекаш Бурај, во ред? Кукло, не ми досегај, нема да можам. Нема да можам. Извини, секако дека се извинувам, ама мора веќе да го направам ова. Мајка и Херка, двете ме нахпаѓате. Доста бе, соземи се веќе. Мајка ми уште 2 месеци е тука во ред и соблечи го ова веќе. Соблечи, сврти се, како сакаш. Соблечи, Застани вака, исправи се, реков исправи се и освежи ги малку кадрите, лицето да ти се освежи. Направи нешто, освежи ја енергијата, подигни ја енергијата. Инаку мајка ми ако те види ваков, тогаш сериозно ќе те игнорира, ќе се оддалечи. Значи ми велиш да продолжам? Велам продолжи. Ајде, соземи се. Простете ни, пак ве изморивме до овде. Ви се молам, денес ќе го предадам извештајот, утре ќе ја добиете лиценцата. Ви благодарам многу. Со среќа.
Ај, ја добивме лиценцата, ја добивме. Фотографии? Фотографии. Ке сликаме, така? Ајде. Нели не одиме да кампуваме? Каква врска има? Што знам, ти може сега ќе ме однесеш во некоја шума, после нема да се вратиме цела ноќ и така ќе останеме таму. Бога ми, немам таква намера, да знаеш. И јас не сакам да поминам ноќ со тебе. Добро. Барем апаратот да го купеше дигитален, можеше, нели? Ама аналогниот е пореален. Ама е поспор. Ама подлабок. Ама ние не бараме длабочина, бараме убав пейсаж. Ама во убавината секогаш има длабочина. Прво ќе направиме неколку слики во античкиот град, потоа 2-3 слики од плажата и готово. Тие ги има насекаде. Ако сакаш да се разликуваме, ние имаме пооригинални места. Во право си. Знам дека сум во право, ама сепак. Ти благодарам што ми кажа. Има ли такво оригинално место во Крлангичадаси? Значи мене не ми се верува, ама ете. Секогаш ти кажувам. Островот на вистина може да те изненади. Ти само биди спремна. Зошто застанавме, се брзаме, ајде. Ние се брзаме, но тие не се брзаат. Како мислиш? Ке чекаме да поминат овците? Имаш подобра идеја? Да, имам. Ајде иш! Ајде иш! Ајде, одете си веќе, тргнете се одовде. Тргнете се, тргни се, тргни се. Како се вика оди си на овците? Не се вика. Нема таков збор. Слушајте, душички, животот е краток. Немојте времето да го трошите по патишта. Ајде, одете си веќе, одете. Одете, бе! Ајде, отворете го патот. Ајде, тргнете се одовде. Тргнете се, ќе ми помогнеш да ги тргнам овците? Добро, но патот не е само наш. Ете и нивен е патот. Јас затоа прифатив. Ти ако велиш можам да ги убедам, повели. Нека ти е солесно. Си донел сендвич за себе? Злобен си и тоа многу си злобен. Гладна си? Многу сум гладна. Има уште еден во ташната. Ти за мене си земал и кафе? Да не кажеме за тебе. Ти кога не наоѓаш кафе имаш нервен слом. Реков да не се расправаме. Значи не од љубезност. Да. Нели магарето беше тврдоглаво? Тврдоглава коза. Значи козата е тврдоглава. Демек,
Овцата беше послушна, ама само демек. Гледај ги. Ти секогаш ли си вака смирен? Никогаш ли не си под стрес, а? Обично јас не се борам во ситуации кога не можам да ги контролирам. Значи не се борам. Тивко си прифаќам и готово. Хаха. Чудно. Јас мислев дека си борец. Добро, но нема секогаш корист од борбата. Напротив, често пати го продолжува процесот. А ти? Дали би се борела ако знаеш дека ќе изгубиш? Никако. Поразот ме прави депресивна. И мајка ми одлучи да остане на островот. Не сака островот да ме зграбчи. Се плаши да не останам на островот. Ама изгледа не постои таква можност. Значи, и да сакам да останам, островот нема да ме прифати. Ке ме изфрли некаде. Што ако и тој сериозно е спремен да те прифати? Тогаш што? Да беше така, ке ми кажеше. Значи, ке ми покажеше. Значи ти чекаш знак за да останеш. Може би. Конечно отишле, ете патот е празен. Ај, погледни ги овие. Нели ќе ги најдат своите мајки? Ќе ги најдат, не грижи Така е, се разбира. Ако мајка ми ме најде мене, значи сите мајки ќе ги најдат своите деца.